Петгодишната љубов кон цвеќето Александра Митева од Струмичко Владевци ја претворила во свој собствен бизнис. Со своите две раце решила да заработи садејќи цвеќиња за нивните љубители. Од раната есен до доцната пролет таа е потфолија и секое цветче минува низ нејзините вешти раце. На нејзината раскошна тезга која се среќава на Штипскиот пазар има богата понуда на сорти. Петунии, калиопи, темјанчиња, емпатија, бомбонче, малофи, лепикати и многу други, внимателно одгледани за да го разубават секој двор и катче во Штип. Тезгата е претурена од бои и мириси што на прв поглед ги привлекува граѓаните. Александра вели дека квалитетот се препознава веднаш, а цените се прифатливи за сечи и джеп. Во време кога сите бараат втора работа и малку убавина во секојдневието, низината приказна е доказ дека со труд и љубов успехот на вистина цвета. 5 години. 5 години. Колку време ви требаше да ги произведете овие сегица? Тие цвеќиња се сеени од октомври месец. Да, у хала и се покривани со најлон, се гледани, за да стасат до тука. Какви се сорти има? Има разни сорти. Имаме емпатија, има петунија, лепаката, има грчка малока, калиопа има, зонале има, темјанче, бомбонче, морска срдела, различни. Купуваат, на кој му треба купуваат. Има. Не се скапи, 3 за 100 се тие другите, сите 150 се големите. Но покрај што ги продава, Александра нуди и совети за тоа како се одгледува секое цвеќе. Вели различно се негува секое едно. Некое бара сонце, друго сенка, трето повеќе вода. Важно е, ке рече, е да се пресади во убав сад и по месец дена да се додаде ѓубрива. Секоја китка има свое различно барање. Например, таа сака сенка, таа сака сонце. Треба наводнување често и ѓубре секако. Да, пресадувањето, ама од кога ќе се пресада, минимум 1 месец после се става ѓубре, за да не се расипе. Сама ли ќе ги? Да, сама. 3 цвеќиња помали на незината тезга чинат 100 денари, а поголемите по 150 понуда што ретко кој ја добива. Купувачите од незината тезга си заминуваа со насмевка, носејќи дел од пролетта во своите домови. За Александра секое продадено цвеќе е уште една потврда дека трудот се исплаќа. Таа вели дека кога се работи со мерак, резултатите сами доаѓаат.